Добро вечер, драги гледачи, добродојдовте во уште едно мое ново видео. Вторник ќе биде ден за нешто ново, кое што го започнувам од денеска. Пред неколку дена на мојот Инстаграм профил ви најавив дека ќе започнам со анализи, нешто кое што искрено го размислувам дека некој период, бидејќи нели YouTube се смета за платформа на која што се гледа, да кажеме, некој забавен контент на кој што треба да се олабаваме, меѓутоа искрено ви кажам, со текот на времето, со снимање на повеќе од 300 и нешто видеа, нормално е да ми издосадат некои работи, позато искрено размислував во кој правец сакам да продолжам. Сакам да воведам нешто кое што ќе не доближи повеќе едни со други, бидејќи некако на YouTube ми фали онаа комуникација која што ја имаме на Инстаграм. Преку анализи, кои што сакам да ги правам и да се објавуваат во вторник или среда секоја недела, на најактуелната случка изминатите 7 дена, сметам дека ќе имаме ставови од ваша страна, мислење од моја страна и на таков начин ќе искомуницираме. Затоа ќе ве замолам, ќе се трудам максимално да бидат најобјективни овие анализи. Секако дека моето мислење нема на секого од вас да му се допадне, ве замолувам да ја гледате до крај, да создадете ваш став и да го пишете во коментар. Денеска сакам да почнеме темата која што е најактуелна изминативе денови, односно Евровизија. 2023 година откажуваме прв пат во историјата на самостојна Македонија учество на Евровизија. Дали е тоа дебакл, дали е тоа правилна одлука, ќе дознаеме во оваа анализа. Она што можев да го приметам од социјалните мрежи е дека реално народот се израдува, народот кажува дека ќе се брукаме, односно стрекни се што нема да се брукаме. Меѓутоа јас се потрудив овие денови анализирајќи малку да влезам во суштината на проблемот. Па ќе кажам, дали ова почеток на крајот на македонската музика? Се што можеше во оваа држава се уништи, и кога станува збор веќе и за последното нешто кое што реално секој млад музичар сонува да се представи, на кое што добива афирмација, на кое што може да направи нешто повеќе, и тоа му се скратува. Можеби не би требало волку трагично да го најавувам ова видео и ова анализа и да кажеме Стефан не го тупи, една година и ќе заврши. Меѓутоа сметам дека ова е сериозен проблем и најголем проблем во нашава држава е што никогаш во вакви големи одлуки никој не зема одговорност. Меѓутоа, пред да навлезам во анализата, би сакам нели да ви кажам што се случи. Македонија го откажа учеството на Евровизија 2023 година, која ќе се одржи во мај во Ливерпул, Велика Британија. Пишува порталот ММС, кој што нели први објавија, па потоа сите портали зема од нив. Информацијата ја потврди директорот на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски, кој вели дека за прв пат по самостојувањето нашата земја нема да биде дел од најголемата музичка манифестација. Тој вели: Да, нема да учествуваме на Евровизија, не сме платиле котизација. Најголем проблем се струјата и големите трошоци, кои ќе ги предизвика патувањето и престојот во Велика Британија. Поради оваа состојба, скратени се сите трошоци, па така и овие кои требаше да се платат за учество на Евросонг. Велат: ваквата одлука е во најдобар интерес за граѓаните, имајќи ги во предвид зголемените трошоци поради енергетската криза кои зафаќаат голем дел од буџетот на јавниот сервис, но и зголемената котизација за самото учество на Евровизија 2023, која што до лани изнесуваше 39.000 евра и 143, а за идната година се очекува да биде и повисока. Оваа одлука ќе овозможи заштеда на средства кои што би требало да бидат издвоени за престојот на македонската делегација во Ливерпул, каде што се одржува Евросонг 2023, велат од МРТ. Да се ова, реално, со моменталната ситуација која се гледаме, енергетска криза, се е поскапено. Народот се буни, народот веќе не сака да гледа Евровизија, не сака да поддржува. И онака, на површина кога ќе ги согледаме работите, ќе си кажеш, абе, што има везе една година? Исто така се поклопа моментот што повеќе земји нема да настапат оваа година, например како Бугарија, како Црна Гора, како Босна и Херцеговина, како Турција и така натаму. Исто тие земји се валат на енергетската криза. Меѓутоа, живееме во Македонија. Сите знаеме дека нашава држава е мега исполитизирана. И тоа е нешто кое што најмногу мене ме нервира и најмногу мене ме мачи, и па ќе кажам, никој не зема одговорност. Македонската радиотелевизија функционира со државни пари и секогаш треба да ги носи одлугите, прашувајќи го народот. Јас ќе кажам, 40.000 евра котизација. Уште дупло да ставиме, 100.000 евра нека е учество на Евровизија. Се пари кои што реално преку спонзори или преку поддршка од самата држава, се пари кои што реално може да се најдат. Сега, знам дека многу од вас ќе кажат: Стефан, да не лупетај, реално се брукаме неколку години, меѓутоа јас ќе кажам на тоа дека се брукаме изминативе 4 години. Откако се воведе интерно гласање, откако државата си прави што сака, откако Македонската радиотелевизија избира учесници како сака
и кој сака. А народот веќе не се прашува. И нормално е дека тој народ ќе изгуби интерес, ќе изгуби волја и повеќе нема да сака да гледа. Сега, уште една интересна изјава е што од македонската радиотелевизија изјавија дека се надеваат дека оваа ситуација ќе се среди и дека во 2024 ќе настапат. Тоа значи дека нема да настапат и дека уште една година ќе изгубиме. Затоа кажувам, дали е ова почетокот на крајот за македонската музика? Во ова видео малку подоцна ќе седне и мојот татко Орце Лазаров, кој што ќе даде изјава на оваа тема, бидејќи е музичар. Самоволно сакаше да каже и го почнувам ова видео вака заради тоа што кога ќе седне ќе го прашам на тема згаснувањето на оркестрите во 2004 година кои што беа токму во македонската радиотелевизија. Оркестри преку кои што излага многу аранжмани, многу хитови, оркестри преку кои се обучува многу македонски музичари, период во кој што македонската музика цветаше и имаше хитови. Од 2004 наваму. Зошто го кажувам ова? Со текот на годините веќе македонските кадри ги снемува, македонските професори стареат, македонската музика оди во заборав. И во овој момент, кога имаме само една манифестација, која што реално им нуди на македонските музичари да се афирмираат, да се покажат и да покажат што знаат и да добијат внимание од македонската јавност, кое што не го добиваат преку ниту еден друг начин, ние одлучуваме да им го скратиме и тоа. Народот вели дека е во правова одлука, меѓутоа јас оваа денешна анализа ќе ве убедам дека не е точно. Она што мене најмногу ми привлече внимание за да го направам ова видео во овој правец е што лани кога Андреа настапуваше и кога го фрли знамето, македонскиот народ тогаш побара да се откажат од учеството, а од македонската радиотелевизија изјавија дека доколку се откажат, нели, ќе се наруши буџетот, ќе се изгубат многу пари. Тоа беше нивното објаснување и подобро да се настапи како така, дали со поддршка или не, едноставно да се настапи. Меѓутоа, во таа година веќе најавија, точно ќе ви ја прочитам изјавата. Поради негативниот имидж во јавноста на проектот Евровизија што предизвикува негативен публицитет на МРТ, уредничкиот колегиум на МРТ ја разгледува можноста од следната година да не учествува на изборот за песна на Евровизија. Тој негативен публицитет на МРТ. Јас би сакал да ги прашам тој уреднички колегиум кој го создаде тој негативен публицитет. Дали сами си го создадоа или некој друг им го создаде. Сега ќе се вратам на тој момент дека 2019 интерното гласање беше воведено за Тамара Тодевска, па потоа за Васил Граванлиев, а потоа ќе каже дека го слушнале народот, па вовеле гласање, односно надпревар, преку кој што 6 надпреварувачи се такмичеа и Андреа победи. Но реално со гласовите на народот победи Виктор Апостоловски, а потоа со некој си надворешно жири, со магија и трикови, повторно си пратија свој човек, кој што потоа го фрли македонското знаме. Изминатата година Васил Граванлиев сними спот со бугарското знаме. И нормално е дека луѓето со еден ваков тек на настаните ќе дојдат до проблем. Меѓутоа, сега сакам да го кажам она мое мислење кое што го анализирав изминативе неколку дена и се надевам дека нема да биде, нели, површно да звучи, меѓутоа подкрепено со некои факти кои што реално се поврзуваат едни со други и не дека има некаква си случајност. Што е најголемиот проблем според мене за Евровизија? И зошто според мене оваа година нема да се настапи на Евровизија и покрај енергетската криза и главна причина како, нели, нема поддршка од народот? Дали реално сите оние музичари кои што одеа на Евровизија пред 2018 година, бевме фиром, нели, така бевме на Евровизија. Дали некој во изјавите мораше да потенцира дека сме фиром? Дали тие пејачи со било каков настап на Евровизија се случуваше да имаат линч од јавноста, се случуваше да губат од јавноста? Овие изминати 2, 3, 4 години, секој што оди на таа Евровизија потенцира северна и потенцира северна. Едноставно, македонската музика се става во втор, трет и четврт план и се промовира нешто кое што е наметнато со неуспешен референдум, меѓутоа не сакам да звучам дека нели имам политичка страна и сега ќе тераме во политика, меѓутоа проблемот, суштината на овој проблем според мене е политиката. Политиката ја уништува музиката и сум револтиран како човек кој што израснал со музичар дома, кој што многу ја сака македонската музика, да се уништува поради политички одлуки. Велам, оставете музиката на музичарите. Уворете, го сменивте името. Не можеме да го одречеме тоа. Северна Македонија не пишуваат, така не нарекуваат и тоа е. Меѓутоа, имам чувство дека
Изминативе 3-4 години се избираат своји музичари кои што ќе одат на тие манифестации и ќе го пропагираат тоа. А немаат храброст да пуштат музичар кој што ќе оди таму и нема да го пропагира тоа, туку ќе оди и ќе си ја сака државата. Нема потреба да одиш и да се лупаш дали во град, ја фром Македонија или јас сум македонец. Меѓутоа, кој потребата да подојдеш да збориш дека си од Северна Македонија? Што ми е поентава на целиот муавет? Пред 3 месеци Антонија Гиговска беше повикана да пее за манифестација на рамковен договор. Го откажа настапот. После само 10 дена на истиот настан беше повикан да пее Владо Јаневски. Го откажа настапот. Дали е реално дека после сите овие 3-4 години на Евровизија самите музичари сватија дека иако покажуваат послушност кон моменталната власт и пропагирањето на тоа што тие го наметна, сватија дека премногу губат? Што е мојот став? Во моментов сметам дека самите музичари повеќе не им покажуваат послушност, владата или власта, како сакате, моментално тоа го изгуби. И за жал, до толку многу се исполитизира Евровизијата во Македонија, до овој степен што јас треба да седнам и да правам анализа за политика, а не да збориме за музиката. Меѓутоа, сакам да чујам во коментар ваше мислење. Да бидете искрени, бидејќи вака јавно никој нема да седне и да го каже вака реално проблемот. Решението на овој проблем според мене е единствено доколку македонската радиотелевизија го тргне моментот на политика, го тргне на моментот на послушност и повторно го воведе Скопје Фест, или како и да сакате наречете го, фестивал во кој што ќе се натоваруваат најдобрите македонски музичари, анонимни музичари, талентирани музичари, фест кој што ќе се промовира, песни во кој што ќе се вложува и инвестира и преку тоа ќе се избира победникот. Меѓутоа, единствено ќе се избира победникот преку гласови на народот. Само така народот ќе има интерес и ќе застане пред телевизор и ќе сака да гледа и ќе се интересира околу ова. Сакав да направам историјат на самата Евровизија, меѓутоа премногу ќе трае ова видео. Ви потенцирав дека од 2019 започнува интерно гласање. Што се случува со самиот тој факт дека изминативе 3-4 години за жал се брукаме на национална основа пред се, бидејќи сметам дека сепак имаме ние квалитетни музичари. Тамара Тодевска е најдобриот македонски музички вокал, тоа го докажа. Меѓутоа не победи само поради тој момент според мене. Факт е дека сме мала држава и дека диаспората ни е многу помала од диаспората на многу други држави. Нели го имаме она гласање на жири, а потоа гласови од диаспората. Со самиот тој момент што си го уништуваме прво националното, македонското, самата диаспора губи интерес да гласа. А во овој случај јас сум свесен дека диаспората си ја сака својата држава, си ја сака Македонија, а не Северна Македонија, како што некој сака да ја нарекува. Со самиот тој момент ние никогаш нема да имаме шанса да победиме. Никогаш нема да имаме шанса да направиме квалитетен резултат. Сега би сакал да почитам неколку изјави од популарни македонски музичари кои што треба да зборуваат на оваа тема. Мило ми е што го кажале следново. Каролина Гочева вели: "Јас се согласувам со тоа дека на Евровизија не треба да се оди по секоја цена, но како артист и поранешен учесник жал ми е за донесената одлука. Најмногу поради тоа што Евровизија за жал едно од малкуте случувања каде народот има можност да се сплоти и да ја почувствува убавината на тоа како е да се најава за својата земја." Се потврдува тоа што сакам да го кажам. Една Каролина Гочева го смета тоа. Исто, се слагам. Апсолутно треба некој да застане таму. Меѓутоа, не да биде партиски советник кој што ќе одлучува каква музика треба да оди на Евровизија, туку треба да се стават композитори, автори, музичари, кои што ќе одлучуваат кој е најдобар, да се формира најдобрата песна, да има интерес за песни кои што ќе се кандидираат пред се, голем број на песни, и ќе се одбере една песна и само така да се представи Македонија на Евровизија. Меѓутоа, со откажување на Евровизија, завршува сонот на многу млади дечки. Стефан Филиповски од Next Time вели: "Не ја сакам Евровизија, така што не ми значи дали ќе пееме или не. Пеевме еднаш, беше добро искуство за секој изведувач, но не е крај на свет ако не настапуваме таму. Ако искрено ги насочат средствата кон струја и тоа нешто реши, окей. Меѓутоа се сомневам дека тоа ќе биде така. Како и да е, да не шпекулираме, не знаеме зошто е тоа така, но факт е дека културата кај нас секогаш најмногу страда." Во ред, почитувам мислење, тука некаде сме со ставовите. И како што можам да волочам во неговата изјава, исто јас не верувам дека откажувањето на Евровизија ќе реши некој проблем. Тамара Тодевска:
Сакале да признаеме или не, Евровизија е глобален музички настан кој е следен на светско ниво. Јас секогаш сум била на ставот дека на Евровизија треба да се учествува, но единствено со квалитетна песна, настап, стейджинг, тимска работа, неколку месечна интензивна промоција на песна и други активности. Случајот со Proud потврдува дека кога имаме целосен производ, резултатот е возможен. Евровизија е одлична можност за промоција на музичарите, но и за афирмација на Македонија. За жал, кај нас секогаш се подразбира дека единствено се трошат буџетски средства, но Евровизија е одлична можност и да се представиш, да бидеш препознаен, а од тоа бенефит да има и делегацијата, изведувач од државата и нашата култура. Токму тоа го зборам. Сега би сакал да го повикам мојот татко Орце, кој што ќе каже негов став на оваа тема, и би сакал да отвориме темата за оркестрите. Токму таа тема ќе поврзе се што јас зборев за уништувањето на македонската музика и дека моментално можеби не изгледа како ништо посебно, ќе се вратиме, ќе биде, меѓутоа верујте ми дека со уметност, креативност, кога ќе ставиш крај, е многу тешко по тоа да се вратиш. Да видиме што ќе каже мојот татко. Океј, сме со татко ми, своеволно одлучи да даде некој став на тема. Добро вечер. Да не видиме дека многу сум лут јас. Да, пошто многу веќе трае анализава, се потруди да биде пократка, меѓутоа стварно има што да се каже на оваа тема. Цело време зборам до сега дека со укинувањето на оркестрите 2004 година, кој што ти ќе си ја кажеш малку таа тема, некако македонската музика оди во заборав и сега со откажувањето на учество на Евровизија оваа година како настан во кој што реално македонскиве млади музичари, па и општо музичарите се како последна афирмација, можност за афирмација на светско ниво, и тоа се укинува, јас велам дека еден почеток на крајот. Еве, ти кажи, дали го сваќаш толку трагично откажувањето, бидејќи најавува дека е возможно и другата година да не се учествува, уште од лани најавува дека не се учествува, или едноставно треба да кажем, ајде што се замараш? Не е така, си извинувам, малку е доцна. Да, стигнам у 12 вечер, татко ми спие. Не е до спењето, него денот беше тежок малце, имаше многу работа. Татко ти е професионален музичар, така да темата секогаш, во секој време ми е битна и тоа е најбитна. Да. Секој ден живеам со музиката и во училиште и надвор, и на сцена, уште сум активен, нели? Да. Така да секоја тема што е поврзана со музиката ми е битна. Е така. Што да кажам, сигурно дека прво за Евровизија. Логично е, после ова што го кажав, дека мене на последно место ми е било да се откаже таква една манифестација. А посебно во нашава држава, малечка таква како што е, кај што има многу малку моменти за афирмација на тие наши млади музичари, пејачи. Евровизијата сепак е еден филтер и ги спомнав училиштето. Секој ден сум во контакт со млади, со деца кои што почнуваат да се бават со музика, па очите им се вперени таму. Да, ништо не добива на такво значение, еве, колку и да плукаме да збориме, сите седнаме да видиме кој настапува и како настапува. Како не? Така? Како не? Па тие млади луѓе се угледуваат на тоа. Јас се сеќавам точно кога настапи на Евровизија, тоа беше празник. Не направи некој резултат голем, али сите случувања и пред Евровизија и на самата Евровизија, може би се сеќаваш, ама ти премал беше. Која фама, која... Значи, колку армија на млади луѓе живеа. Баш тоа го кажав преска, го кажав тоа дека пред 2019 откако се воведе интерно гласање, некако и да не имавме куз некаков успех, тие денови додека траеше таа Евровизија и покрај тоа што бевме фиром, никој не го потенцираше тој фиром, едноставно имавме интерес, седнувавме и гледавме. Кажи ми интересира, се вадат оваа година на котизација од 40.000 евра, еве јас кажам нека се 100.000 евра. Една држава ако не може за културата да ги најде тие пари да ги инвестира, кај ни е нас крајот? Како може да се наоѓа за све пари, освен за културата? Разбрав деновиве дека и други земји нели се откажале во име на кризова енергетска и така натаму. Да, ама ние пак ќе се вратим назад, ние сме мала држава и немаме сцена. Ние имаме малку можности за да се промовираме. Лесно е на Србија, лесно е на Босна. Босна од секојаш имала естрада, го имала пазарот и словенски, а ние? Да. Ние, баш од таа причина што сме мала држава, мала сцена,
ние сметам дека треба да ја поддржиме, треба од државата да ја поддржува таа манифестација, без разлика на резултати. Не се тука битни резултати. Во име на музиката, мораме да го направиме. Сега, тука би се вратил на ова што го праша за оркестрите 2004 година. Да, тоа да ни кажеш, што се случи? Многу луѓе не знаат за тие оркестри. Какви оркестри, што е тоа? Па постоја во македонската телевизија 4 професионални ансамбли, оркестри, инструментални оркестри, кои што ја негува едниот големиот биг бендот негуваше забавната џез музиката, големиот народен оркестар кој што на времето го свиреше Валандово, Цветници подоцна, па оркестарот со изворни народни инструменти и четврт чалгаџевски оркестар. Тоа беше се во македонската радио телевизија. Постоеше музичка и касна продукција во македонската телевизија. И сите во склопот на таа музичка продукција екзистираат тие оркестри, а пред нив да не го заборавам, хорот, големиот хор, Драган Шуприс кој што го водеше, имаше камерен оркестар кој што се занимаваше со сериозна музика. И сето тоа беше во функција на афирмација на македонската музика. Објасни ни што правеле тие таму? Тие беа формирани аранжмани веднаш после, да речем, после Втората светска војна, нели, кога нашата држава конечно доби некаква државност и пионерски се градеа сите институции, културни, театри, оркестрите, филхармонијата, операта, македонската телевизија, некаде 50-те години почнаа полека се формираа поголемите оркестри. Во тоа време се сеќавам, немавме доволно едуцирани професионални музичари да ги пополниме тие оркестри, па се повикуваа уметници од странство. Едноставно, родолюбието беше многу јако тогаш. Сите сакавме да изградиме оваа држава со сите нишани. Значи имало професори, поради тоа што претходно немало, нели, македонска толку музика формирана и други професори учеле наши деца тогаш, така? Така. Професори од други држави. И музичари доаѓаа, и професори доаѓаа од други држави. Со текот на годините, назад, значи, бројки годините, некои си 50-60 години екзистираат и оркестри, се создаде и кадар наш, одлични инструменталисти, одлични изведувачи. Само некаде од кога се осамосталивме, кога после таа 91-а, наместо да уште повеќе го ојачаме тие ансамбли, тие оркестри, работава тргна надоле некако. Тука може да кажеме дека партиите кога влегоа во Македонската радио телевизија и кога почнаа да ја водат Македонската радио телевизија луѓе кои што беа назначувани од партиите, обично тоа и не беа телевизиски работници. Ниту музичари, претпоставам. Најмалку музичари. Музичарите кои ги прашуваше во тоа време. И полека почнаа да се осипуваат тие оркестри, за да дојди дури круната беше таа 2004 година. Ни пратија од Европа некои реформатори, некои нови програми за Македонската радио телевизија и ги изгасна. Морам да те прашам, зошто го збориме ова како поента? До моментот дека од други држави обучувале наши. Дали е реално дека по згаснувањево веќе одиме во правец? Го збориме ова бидејќи Евровизија му доаѓа како капак на све, веќе како последна шанса се затвара све, а се создале кадри од како веќе се обучувале. Тие кадри избуткале 30 на години. И дојаваме повторно во ситуација кога веќе младите музичари веќе нема никаков интерес кон музиката, одлучуваат да пеат српска музика, хрватска музика, босанска музика или какви да е музика, бидејќи само со такви имаат интерес. Значи македонската музика се уништува до степен да ја снема. Затоа оваа анализа толку голема денеска и даваме толку важност. Можеме ли да кажеме енергетска криза, една година Евровизија пук ни залепи. Меѓутоа тука збориме за македонската музика, барем јас така го сваќам. И затоа го кажуваме тоа со тие оркестри. Се сложувам, синко, се сложувам. Така?
Така е. Затоа и прифатив да седнеме да поразговараме на оваа тема, мада мене ми се допаѓа што твоите теми секогаш се забавни и би сакал и ова да не биде толку морбидно сега да плачеме тука кон геноската музика. Оти твојата публика сепак се претежно млади луѓе. Не смеме да убиваме надежда никако во луѓето. Состојбите не се добри. Јас кажав на кратко. Значи, ние како мала држава мораме да ја поддржуваме музиката. Мораме. Имаме обврска повеќе од нашите комшии. Нив им е полесно. Баш за тоа што јазичната бариера кај нас е проблемот. Ете така. Колку е тешко да се пробие наш пејач, на пример, со македонски текст некоја песна. А колку им е лесно на комшиите. Гледаш, како сунгер пиеме тука сеживо. А што да правиме ние? Што да правиме музичарите, што да правиме и сите овие млади што ги спомнуваш кадри, ти ги викаш, млади музичари кои што завршуваат факултети, кои што се бават со музика, творат музика. Да, и тука не збориме само за Евровизија, тука општо за музика. Јас кажувам, значи, после толку години искуство на македонската естрада, апелирам државата да помага колку што може. 50.000 евра или па нека се и 100 и 200 нека се за сето тоа што го имавме, а што го изгубивме 2004 година, тоа се премали пари. Никакви пари се тоа. Не може да се само вистинските работници, музичари кои што екзистираат од музиката може да го почувствуваат тоа што го збориме, а и плюс штетата што се прави можеме да ја видиме. Ние ја гледаме штетата секој ден. Да. Ме разбираш? Тие луѓе кои што ги носат овие одлуки за поддршка или не поддршка на македонската музика, тие не живеат со музиката. Они не ја гледаат штетата. Колку би било тешко да се содаде тој кадар, тие оркестри, сите тие наши пејачи кои што со години си градат кариера, колку требало работа, историја едноставно, нешто кое што се колку труд, колку непроспиени ноки тие музичари имаат поминато. Нешто е најинтересно. Сега некој со некаква политичка одлука заради во име на некаква криза или вамо таму, многу лесно носи одлука, го кинуваме ова, готово. Ами чекај, А тоа е државна институција со државни пари. Треба да се праша народот. Зборев на таа тема. И плюс истите тие политичари, за жал дадовме акцент на политиката, меѓутоа не може да се избегне од тоа. Не е дека сега ја тука застанав или само да не се свати. Значи немаме ние страна таа или таа. Општо политиката збориме. Се уште не се појави човек во Македонија кој што реално работи за музиката од политиката. Истите тие музичари седнуваат петок во кафана, пијат како луди и ја пуштаат Бисер Балкански, ќе ја пуштаат Не каниме. Тие се тие македонски песни кои што нив ги забавуваат и ние тоа го забораваме и ставаме музиката и културата секогаш на 10-ти план. Зашто веќе многу траеме. Добро, сакам само да сумираме за националниот интерес што сега малку го чепна. Да. Апелирам Ето. Тие раководни луѓе, лица кои што се задолжени да се грижат за националниот интерес, широко да ги отворат рацете и очите и никогаш да не дозволат да се уништи тоа што назад се градило 50-60 години. Мора да се препознае тој национален интерес за да се мисли и за иднината. Тоа е. Јас себе да ставам крај на оваа анализа. Оставете нели мислење во коментар. Едноставно ќе кажам дека одлуката е донесена за оваа година, меѓутоа да седнат и да размислат како другата година. Јас како млад дечко кој што е револтиран, ја сакам бе државата и музиката, дадов неколку предлози. Па ќе кажам, ставете мислење во коментар и едноставно да се надеваме дека нешто ќе се промени и дека мораме да сватиме, не е само да се радуваме како на спортските успеси кога е добро или на некој хит кој ќе се направи, туку треба да сватиме дека мора да има позадина и дека треба да се работи на тоа за да стигнеме до тоа. А вака само ќе го уништуваме. Тука завршувам, дечки, првата анализа, се надевам дека ви се допадна. Траеме подолго од вообичаените YouTube видеа, а ети тоа пишете во коментар дали да продолжиме во овој правец. Јас се надевам дека ќе имаме поддршка и се гледаме следната недела во друга анализа, а секако ќе има и други видеа неделава. Чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No
No phone calls, just text.